Македонија и Хрватска потпишаа договор за стратешка соработка. Преку него ќе се продлабочуваат билатералните односи во клучни области, како одбраната и безбедноста, енергетиката, транспортот, производството, образованието и здравството. Договорот е од суштинско значење за еднината на двете држави, потенцираше премиерот Христијан Мицкоски, додека пак неговиот хрватски колега Андреј Пленковиќ го истакна долгогодишното партнерство меѓу двете земји. Овој договор е повеќе од дипломатски акт. Тој представува рамка за долгорочно партнерство и јасна политичка определба за продлабочување на нашите односи. Ке работиме на развој на конкретни иницијативи и проекти во транспортот, енергетиката, информатичките технологии, индустријата, производството, здравството, образованието, јавната безбедност, цивилната заштита, одбраната, сајбер безбедноста и управувањето со границите. Posebno mi je drago da je Hrvatska sa izmjenama zakona o strancima omogućila dugotrajnije vize za vozače, što je bila jedna poruka prije svega nama susjednim zemljama, a naravno da vas u te susjede ubrajamo i želimo da se ti odnosi lakše razvijaju. Cijenimo i dolazak više od 55.000 makedonskih turista u Hrvatsku tijekom prošle turističke sezone, što je porast od skoro 10%. Nadamo se da će tako biti i u buduće, a mi ćemo nakon ovako predivnog boravka u Ohridu preporučiti Hrvatima da dolaze ovdje na godišnji odmor. Imamo direktne zrakoplovne veze. Ние сме предмет на непринципиелни блокади во евроинтеграциите, но немаме повеќе можности за идентитетски отстапки, подвлече Мицкоски, додека пак Пленковиќ посочи дека условувањето со кое се соочува Македонија е длабоко неправедно и понуди помош во премостување на разликите со соседна Бугарија. Kad je riječ o europskom putu prema članstvu Sjeverne Makedonije, Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana, mi smo na neki način, ja se prisjećam tih trenutaka 2000. godine, Hrvatska je lovila korak za vama, pa smo onda sad mi već 13 godina u članstvu. Nema plastičnijeg primjera od toga koliko je ova situacija nepravedna i koliko je vrijeme da se ti procesi odblokiraju i da se naprave ključni veliki iskoraci prema članstvu. Nastojat ćemo vam pomoći. Се додека билатералните спорови и така наречениот булинг кон нас од страна на некои земји членки, односно во случајот една земја членка се наша препрека за да бидеме дел од тоа семејство, ова што одамна го заслуживме, за жал, ќе се оддалечува и ќе се оддалечува. Но ние не губиме надеж, не губиме енергија, туку напротив, ќе продолжиме силно да работиме, како што работиме овие, би рекол, нецели 2 години од како сме избрани како влада, и очекуваме дека ќе добиеме таа шанса да бидеме дел од тоа семејство во кое што сме таму. Но нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите, би рекол, национални одредници, кукава и да е таа цена. Пленковиќ се заблагодари за, како што рече, одличниот третман на хрватите во Македонија, додека пак Мицкоски рече дека акцијскиот план за малцинствата е готов и чека зелено светло од Брисел.